Куманово е еден од постарите градови во Македонија и на времето изобилувало со староградска архитектура. За жал, последните 15 години активно се работеше на рушењето на автентичен изглед, особено покрај црквата, старата црква во Куманово, црквата Свети Никола и овие староградски улици, односно сокаци во тоа време. Меѓутоа, сепак имаме нешто сочувано. Она што треба да се критикува е она што било сторено. До сега, она што треба да се пофали се иницијативите кои што се прават сега, особено еве со иницијативата на општина Куманово за реновирање на стариот хотел Солун, кој што е за секое поздравување. За жал, многу работи се исчезнати, неповратно и не верувам дека нешто може да се направи за да се вратат во првобитната состојба. Сето тоа е резултат на непочитување на некои закони за градење, меѓутоа исто така и на немање слух и на државната и на локалната власт во изминатите деценија и пол да бидат свесни дека Куманово некогаш изобилувало со многу убави примери од таа староградска архитектура. Но еден конзерваторски центар е спас за зачувување на културното наследство за секој регион, не само за Куманово. Кај нас во Куманово нема ни во Кратово, нема ни во Крива Паланка и затоа се случува ова што се случува. Конзерваторскиот центар, Националниот конзерваторски центар, нема капацитет, ниту пак ние сме од примарен интерес за нивен поголем ангажман тука. И поради тоа многу значени културно-историски споменици, не само староградска архитектура, зборувам за споменици од прва категорија, се оставени да пропаѓаат. Верувам дека еден конзерваторски центар би ги решил тие проблеми, но исто така и сум многу скептичен, затоа што долго време се зборува и има иницијативи за такво нешто и секогаш се појавуваат повеќе мислења против, отколку за, од само нив разбирливи причини. Меѓутоа, мислам дека таква иницијатива е повеќе од оправдана, а оправданоста најмногу ја гледам преку краток преглед на состојбата на културното наследство во Куманово и во неговата непосредна околина, вклучувајќи и тука и општините Старо Нагоричено и Липкова, да не зборуваме за општините Кратово и Крива Паланка. Општина Куманово има намера да ја заштити старата градска архитектура или она што е останато. За жал, подолг временски период беше предмет на несоодветна урбанизација и некои објекти, како што беше локалитетот Палас, беа срушени и изградени стамбени згради. Ние со конзерваторскиот центар влеговме во постапка и ги заштитивме старите објекти, како што се Соколана, хотел Солун, значи комплексот каде што е сместена општината, поранешниот хотел Куманово, кои што голем дел од нив се уште се водат имотно-правни постапки и не расчистена состојбата со имотот. Но како и да е, успеавме во прекугранична соработка со општина Дупница од Бугарија да добиеме проект финансиран од страна на Европската Унија, кој што го реализираме во моментов и хотел Солун повторно ќе биде реконструиран во целост со истиот облик како што го имал во минатото, но истиот ќе се користи за работа на невладиниот сектор и постоечката организација или Сдруженијето на пензионираните воени ветерани и полициски службеници во нашата општина.